за да го соопштиме дома решението Илинденска Македонија, Република Илинденска Македонија, прво, јас и премиерот Ципрас заклучивме дека ова е вредно да го провериме дом. Значи, до толку сме били усогласени да можеме да влеземе дома и да тоа го провериме. За жал не помина во Грција, но за жал беше одбиено и овде од опозицијата. Кога прашавме во Грција дај да продолжиме за овој термин да разговараме, заради тоа што на лидерската средба не би сакал да прераскажувам работи, за мене имаше надеж. На самата лидерска средба, како се разговараше, нормално е да опозицијата, председателот на државата бара да го видат договорот, правно формално, како е тоа запишано, да ги видат чекорите, по кои што ќе се спроведува самиот договор, да знаат како Обединетите нации одлучуваат, што со резолуциите 817 и другата, како се укинуваат при вакво решение или што се случува со нив. Гласали Совет за безбедност, гласали Обединетите нации по ваквото прашање, тоа е легитимно, за да може да се изјаснат и беше ни кажано дека секако важен е референдумот и важен, и за нас е важен референдум. Чувствително е прашањето за сите. Добро е што сме заедно застанати за ова прашање, дека на крајот граѓаните ќе одлучат, и тоа е едно од прашањата кое што треба да ги дадеме на крајот граѓаните да одлучат, но беше кажено заради тоа што опозицијата јавно го одби овој предлог, за жал и не можевме повеќе во Грција да разговараме за овој предлог. Ова го кажувам од аспект дека за вакви сериозни прашања мораме да бидеме внимателни. Сегашната опозиција, поранешна власт правела напори да изнајде решение. И пред неа поранешни влади правеле напори. Прашањето ги гарантира нашите интеграции во НАТО и во Европската унија. И ја гарантира едината на Република Македонија. Јас сум убеден дека големите политички партии и нивните репрезенти мора да бидат целосно, сериозно посветени по ова прашање, со ставови кои што секако ќе ги изградат. На крајот на денот граѓаните се тие кои што ќе одлучат на референдум, но во најмала рака треба да бидеме внимателни по овие прашања. Јас сум приврзаник дека политичките партии треба да ги соопштуваат своите ставови. Став е, дури ќе почекаме референдумот да го слушнеме. Став е, јас мислам вака и се позиционирам вака, ама на крајот ќе почитувам како граѓаните ќе кажат. Став е дека јас мислам вака и ќе се ориентирам вака и ќе сторам се да ги убедам граѓаните. Се се тоа легитимни ставови. Но едно е важно, по вакво прашање кое што е повеќе од 25 години отворено и ја блокира Република Македонија во интеграциите како стратешки цели на државата, зад кои што стоиме сите сериозни политички субјекти, посебно најголемите политички субјекти во Македонија, а тоа е членство во НАТО и членство во Европската унија, во најмала рака треба да не стави во позиција на сериозност за да најдеме решение. Секако чувствително е, но решение треба да се најде на ова прашање и верувам дека ќе бидеме мудри во неговото изнаоѓање. Дали имаме гаранција за датум на преговори? Јас верувам дека чесен одговор е дека шансите се огромни со решен проблем за името, да добиеме датум за преговори, отколку шансите се помали ако проблемот со името е нерешен. Ние имаме безусловна препорака, Македонија заслужува да добие датум за преговори, не заради само оваа една година, заради тоа што реков од 2005 година сме земја кандидат, работено е многу, голем дел од нашето законодавство е веќе адаптирано во целиот овој период. Ако добиеме датум за преговори, имаме шанса да излеземе напред и пред Србија и пред Црна Гора ако имаме добри перформанси. Заради тоа што во минатото е се сработено, вклучително да и оваа влада. Но знаете дека во одлучувањето има и политики и апсолутно Европската комисија која одлучуваше за препораката, одлучуваше со представници на сите земји. И таа препорака безусловна и чиста која што е дадена е со одлука на сите земји. Извештаите ги поддржуваат сите земји и се испорачуваат преку комисијата. Сега формализираат преку Советот на Европската унија, тоа е на министрите, или ЕУ Советот од премиерите, кој што крајот на годината треба да се крајот на јуни треба да се заврши. Затоа јас верувам дека треба да направиме напори, некаде до средината на јуни, 20 јуни, до кога е возможно, да се обидеме да најдеме решение за проблемот со името, за да можеме да имаме зголемени шанси за добивање и датум за преговори. Секако, автоматската покана за НАТО
ја очекуваме да се отвори.